Ке се караме за. Како ме погодивте со првиот муабет. Многу ми фали дај побрзе, значи дај побрзе емисијата која што воедно ме вивна нели во овие медиумски води. Ми беше многу забавно и интересно додека ја снимавме и специјално за точка ќе откриам нешто. Да, планирам да вратам нешто слично на тоа и ќе видите први вие што ќе дознаете. Да бидеш искрен. Тајната на комуникација според мене не само со јавноста, туку и со сите луѓе е искреноста. Човек да биде искрен, но да не заборавиме, понекогаш не треба да бидеме премногу искрени затоа што може да повредиме некој. Треба да го чекаме вистинскиот момент за искреност. Гледам да ги опуштам и да ги разберам, искрено и сметам дека тоа е една од моите позитивни карактеристики или позитивни особини и добро ми иде сега за сега барем тоа. Последните искуства ми се со квизот кој што ми оди на сите листа за 300, таму секојдневно се среќавам со нормални луѓе кои што секако имаат трема и успевам да ги смирам, барем они така ми кажале на сега. Да прднам. Да олабават, со вас 100 пати сум го кажал и секој ден го кажам да не олабават малце со политики, од секој тип политики. Значи, затруени сме со тоа и повеќе забава не треба. Само забава уствари. За мене медиумите се забава, дневник еден за да те врати во реалност и забава. Така треба да. На планот жена, добро идам, еве ќе откриам за точка дека се верев со мојата сакана партнерка, па кај да и ќе правам и свадбичка, само нека помине цела оваа работа со коронава, затоа што искрено сакам со луѓе да направам свадбата, да биде весело и забавно. На тој план добро ми оди, барем така мислам, ќе треба да се да прашаме, а за планот со овците решив уште малце јас да бидам дел од стадото, па понатаму ако можам да си најдам мои овчички за чување и за лажење, да го правам истото. Пред некој ден ја гледав повторно серијата Декстер и таму плачев на отвореност кога призна на сестра му дека е серијски убиец. Така да something's wrong with me. На мојата сакана. Во принцип гледам телевизија, ама само вака, гледам Discovery. Тоа ми е каналот и National Geographic, кога пуштам телевизија. И многу ретко во последно време, заради сплетот на околности со COVID-19, пуштам вести. Војаж. Не сте кирете тугаш. Вереничкиот прстен на мојата прекрасна сакана партнерка. Ау, како! Зависи за што. За лоши работи ги памтам до крај на живот. За убави исто така ги памтам, но за оние секојдневни тековни работи брзо заборавам. Може да речем од општа култура ми е знаењето на тие прашања. Среќа имам добар тим зад мене и ми помага во целата работа. Некои теми ги знам, за некои сум. Хајджи! Слушајте го. Русија, Украина, Казахстан, Афганистан, Чеченија, кој имаше други бе таму? Курдистан, врскана. Погоди, знам за две дека погоди. Русија, Украина, Белорусија, Црнорусија. И така. Како се викаше со Леонардо Ди Каприо и дале. Вака. Клюсев, Бранко Црвенковски, Љубечо Георгиевски, па го менјаше нели улете едно време Бучковски, вајле после доа јајрата на Груевски, па се враќаме со господинот за точка за Зоран Заев. Вајле, пропуштив некого, кажете ми, ме копка. 6 броја од Дугро. Ја би ги знаев стварно и од Ламбе, зашо вака трик ми направите. Ламбе, те сакам, брат, те почитувам. Со здравиот животот преку океан од големата бара, ама многу ми е жал да ви текнаа. Саде, вака една работа, врскање од шампиони у карлинг, ама можам едно нешто да ви кажам. Профи би бил во карлинг, секој ден дома џогирам. Јас сум задолжен за чистење. Касандра. Ранду.
Кој беше другиот? Ромео! Врска немам. Толку, знам за Касандра и Ранду, они беа главни, дури Касандра дојде и да ме види тука во Скопје еднаш, пред години. Дојде на стадион и ме бараше, кај Марче, Марче, и ме види мапташе наоколу на сите страни. Така. Да даш пак. Толку? Што за крај да кажеш? Швак. Чекај, точка, што да кажам? Гледајте, читајте, точка, што ништо. И да читаш и да гледаш, ништо. Што да ви кажам, драги мои пријатели, супер си поминав, многу ми е драго што повторно сум тука во канцелариите пред. Гледаш да изгледа и као да зборам демек нешто.